Велам добро утро за доктор Рубин Земун, добро утро, Добро утро. председател на партијата ПОЕН, партија за општествен и економски напредок. Така е. Нели, овие кратенки веќе има многу партии, понекоја си ги промашувам. Партија која што сега во сабота во Охрид се очекува да имате редовен конгрес. Петиот конгрес. Тој ќе биде изборен конгрес. Да, изборен конгрес. Добро, тоа вие сте председател на партијата. Актуелен, да. Така е. Предпоставувам дека вие ќе се кандидирате? Па денеска е последниот ден за кандидирање. Во секој случај да, ја моја кандидатура е поднесов, очекуваме денеска да имаме уште една кандидатура. Оти кај нас веќе скоро станува и навика во демократските партии да има само по еден кандидат и тоа да се прогласува. Не, кај нас имаше јавен повик по медиумите се објави, секој има член има право да се кандидира. И тоа е добро за демократијата во секој случај. Рубин, ПОЕН е мала партија, се разбира. Да. Кој е капацитетот на вашата партија и во партиска смисла, членство, во политичка смисла и така натаму? Вие коалицирате со сегашната коалиција на власт и така. Па јас секогаш кажувам, големите партии е квантитетот, гласовите, малите партии е квалитетот. Затоа што во главно мислам да, такво е тоа политичко милие кај нас во Македонија, каде што во големите партии не секогаш квалитетот искува површина, него други некои се правила и на игра има во големите партии, вака во помалите партии повеќе на некој начин се собира некоја си интелектуална, да кажеме, сила, се акумулира, се кажува одредени програми, имаме и програмски, идеолошки, прилично и дебати, дискусии, размислуваме за стратегии, за програми, Што за ќе развој. биде сега темата на овој конгрес, освен што ќе биде изборот на нови... Па добро, во секој случај нашата земја е во еден голем предизвик општествен, имаме нели економска безбедност, а не домашна, него е меѓународна, да, меѓународна, политичка, енергетска, економска, имаме инфлација во секој случај, значи ќе се посветиме прилично на тие теми од тој програмски оддел и нормално и исто тоа е многу битно е, ние сме заинтересирани да се спомени ова изборен модел што сега, бидејќи сметаме дека овој изборен модел генерира голем број на проблеми во Вие нашата. сте едни од тие кои што бараат промена на изборен модел. Баравме да и една изборна Тоа единица. нема да се случи. Па нема, ама добро нека се дискутира, нека се дебатира, да се освистат. Мислите нема сега во овој циклус, можеби во некој нареден. Па не, најави премиерот, нели, завчера имавме средба во владата кај премиерот, се најави дека веќе се формира работната група во Министерството за правда. Веројатно дека ќе се поразговара, слушаме дека ВМРО не понел, не доставил член кој ќе биде во групата, мислам дека добро е да доста да се поразговара, сепак изборниот модел е нешто што треба да се дебатира во интерес на граѓаните. Нели, ние не кажуваме дека мора биде баш една изборна единица, че тоа што нас не засега е дека и тоа е голем проблем. Се чини дека во Германија имаше еден пример каде што тоа на уставен суд им падна изборниот модел, каде што вредноста на гласот не беше еднаков на целата територија на Германија. Нели, тоа уставен суд им го поништи, не знам колку 10-15 години. Така и кај нас се случува. Кај нас вредноста на гласот, во пример во Струмица, Скопје, со вредноста на гласот во Гостивар, Дебарте, тоа не е ист. Добро, ама правен е модел според кој се терани разни баланси, меѓу кои има и етнички клучеви и така натаму, затоа Немаме ни етнички клучеви. Не, немаме етнички клучеви, ама се прави етнички баланси, за да се второ и неразвиеноста истоветна на регионите и така натаму се прави. Па ни тоа го немаме. Па како не, населеноста на одредени региони во Македонија е многу погуста отколку на други места, па се затоа изборните единици. Па мислам дека се алтернатива на алијансата на села бара тоа да бидеме по развојни региони и не сите региони да дават избор на пратеници. Така што нека се дебатира да видиме најоптималниот модел. Како помине средбата кај Ковачевски со сите коалициони партнери, бидејќи таа реално е свикана после митингот на ВМРО да помене, ВМРО влегува во сега една радикална фаза. Еви вчера Мицковски најавува дека од сега натаму почнува практично рушење на владата. Вие ќе го издржите тој нагат? Па значи прво имаше конструктивна дебата, иако вака да пресконференција се излезе со нормално усогласен став и конструктивна дебата, да сватам, имаше и противречности. Имаше неколку убави дебати. Сега ја кажам што да дебатирав, нека кажат другите председатели што дебатира. Значи тоа што нас не засега пред се кажавме изборниот модел, најавата дека ќе се може промени преамбулата, на тоа јас нисто се осврнав таму. Вие се приклучувате на тоа евентуално заради овие однос. Ќе поразговараме сега и за францускиот предлог. Во секој случај, мојот
став и личен и меѓутоа и партиски и уште пред 2 години кажа дека едно од решенијата со Бугарија е да се стават бугарите во преамбулата. Значи го решаваме веднаш проблемот. Меѓутоа тоа бев прилично критикуван, нели, го кажам меѓутоа ете до крајот тоа се сведува на тоа. Нели, така што мислам дека едно Как се разговараше ли за тоа на средбата Ковачевски воопшто за овој француски предлог и така Да, се разговараше, иако ставот нормално секоја држава е нормално тој став дека добиеме ние официјален усогласен став од Европската унија, немаше да даде дачата држава и влада став. Меѓутоа анализи се прават во секој случај тој документ што преовладува позитивна атмосфера или преовладува критичка атмосфера кон целиот Па проблем? добро, преовладува некоја се атмосфера на внимание, да кажеме, на внимателност, не истрчување, да се види, сепак овој документ што може да бара помена и Холандија, може да бара и Словачка, не само Бугарија што може да бара. Па тоа е една од причините и за кои се говори дека Македонија нема што сега во овој момент да немаше да даде не формулира Европската унија став. Тоа е сега еден нацрт документ кој не е неважен, меѓутоа може да претрпи. Сепак гледаме дека и мислам да доврши работи прилично конструктивно на тоа се постава владата нормално тоа се постава. Конечно може да не биде ни прифатен во Европската унија. Па можеби од Бугарија да биде прифатено тоа што слушаме. Уште не знаеме дали бугарите ќе го прифатат, така е. Како тоа што случува, така што во секој случај мој лично мислење, ја мислам дека премиерот така се известна, е еден по конструктивните досега предлози што дошол на маса во случај со Бугарија. Нели? Јас оценив вчера, се разбира, мислам Македонија барем сега е демократска земја во која што сите имаат право се да кажат и фала Богу сите се толку гласни да барем тие што сакаат да слушнат аспекти може да ги слушнат сите аспекти за и против и со резерви. Добро, овој проблем е прилично оптеретен. Прво имаме историски контекст. Значи нашиот историски контекст барем трае најмалку 100 години. Ова што ќе се Што и 2-3. Со 2-3, така е. Има историски контекст, има голем број на стереотипи, има голем број на предрасуди, има голем број на неправди што се случувани во историјата. Така што гнев има многу. Така што нормално. Па и дури сега има гнев, така баш свежо. Така, колективен гнев има. Така што во секој случај разбирливо е малу и да се Јошо дека има дебата, секоја субза дебата дека има, па тоа да се извлече тоа што е неконструктивното. И мислам дека меѓутоа ако гледаме објективно и ако тие барем што го познава процесот како тоа оди на преговори, отварање на преговори, што е тоа преговарачка рамка, мислам дека сепак нашите граѓани не се доволно информирани за тој процес. Не го знаат како тој процес оди. Добро, можеби не треба да знаат што има сега. Добро, ама кога се бидат овие барем што дебатира, дипломатско-политички аспекти кои што овие барем што дебатира треба да го знаат. Овие што се губа со колумни да кажете, да знаат како тој процес оди. Во секој случај не само да го изјавува својот гнев на сета ситуација. Нормално, јас сум етнолог антрополог, јас знам дека македонскиот народ, на вистина, овие, да кажеме, 150 години, пробија што ние народ не поминал во Европа. Низ овој процес на идентитетска, кажеме, консолидација и гадање идентитет и така натаму, еден од рливите народи во Европа е македонскиот народ. Меѓутоа, не може да живееме од историјата, мора да живееме за иднината. Така ли, и мислам дека еден од поконструктивните предлози треба малку со разум да се нафати и нормално ова што знаете, мало е и што коментираат по моје мислење дека ние не го гледаме и бугарскиот став. Значи, главном овие минати месеци Бугарија не сака баш да биде како малцинство, бугарското малцинство, бил бара конститутивен народ, нели, ако гледав некој изјави. Добро, ама во македонскиот устав и нема позиција на малцинство и мнозинство. Ние тоа конститутивен народ. Нема конститутивен народ, мислам, ние тоа го направивме, се говори за заедници, делови од народи. Уставот е навистина толку поцивилизиран од многу европски устави, да не кажем од бугарски. И дискусија беше во владата дека ние веќе тоа што бара второт акционен план против дискриминација ние тоа го имаме. Значи ние тоа да правиме пред на пола европска унија. Единствена земја што се во Европа што имаме стратегија за интеркултурализам, нели тоа е едно општество и така. Тоа е друго како го спроведуваме, но барем сме во теориска и во политичка смисла подготвени. Имаме единствени се во Европа што имаме таков акционен план, така што ние тоа ја и така кажав, дека ова се усвои, ние водиме уште од старт према Бугарија со 3:0 водиме. Мислам дека тој глас недоволно се слуша дека ајде сега јас да кажам дека
дури може да се сведе и на една поента, тој француски предлог, а тој е македонскиот јазик. Ако бугарите навистина профатат формулацијата со која де факто се симнува прашањето од јазикот од дневен ред, мислам дека и само заради тоа треба да се прифати француски, па потоа што ќе биде не знам, ама тоа останува како решен проблем. Оти на тоа се истроши 90% од времето за преговори. Тоа практично што значи тоа размена на нотите. Тоа значи кога само Бугарија ќе достави една нота, дека ние јазикот ќе го викаме вака и вака и ќе стои во архивата. Се разбира, и ништо повеќе. Не може да очекуваме сега дека бугарите ќе си дадат свое мислење и тоа ќе биде и тоа ќе стои во архива. Меѓутоа јазикот во Европската унија ќе биде македонски. Така, како што и сега инаку, како што и не. Така, што тоа е тоа. Добро, и тоа е она најважното zanimljivo. прашање барем за нас е во преамбулата. Значи ние уште само што кога случува преамбула, кажувавме дека ова преамбула генерира дискриминација и на се генерира. Не може Бидејќи во нега ги нема кој. Па ги нема многу заедници. Значи прво ние немаме принципи стандард по што се тие тука во преамбулата, пример властите, ајде по традиција, ја знам зашто, традиција, континуитет, така да, ама некој стандард критериум немаме. А зашто ги нема да речеме црногорците, и Браво. бугарите, Па и хрватите, и египчаните, и нормално. египчаните, да. Па и се и торбешите. Значи ние последен попис имаме најголема заедница, тоа не е спомнати се торбешите. После доаѓаат бугарите со 3500, па египчаните 2400, па после хрвати и црногорци. Нели, и има и други, имаме словенци, имаме полјаци, имаме ерменци кои имаме традиционално и ерменците, ако се гледа, знаеш се кој е принципот, дали Маđarски има еден принцип дека нам треба да биде 100 години автохтона заедница на територија на државата, така ли? Значи тоа е угарскиот принцип. Ако одиме по бројки, што за мене тоа закон на џунглата, викаме, кој е појак, никаде не е тоа со бројки, треба исто да видиме тој принцип. Меѓутоа хрватскиот модел тие кажа сите заедници и ги ставија сите и на крајот да кришта преамбулата е само декларација. Па мислам тоа е навистина една елегантна форма во која што на сите луѓе кои што имаат одредено национално чувство, етничка припадност, чувство и така натаму, никому не му пречи зашто да не се препознаат во преамбулата. Хрватскиот модел, македонците се некаде според процентот на хрватската статистика, тамо некаде 0,02% македонци од хрватски. Па ги има во Македонците ги има и дури хрватски имаше голем тоа притисок од Грција, зашто сте ги ставиле македонците, за кога се дечавате, дали имаше голем притисок хрватско. Сега се, Рубен, ми се чини дека ова е релативно решливо и дека повеќе ќе биде некакво политичко пазарење, бидејќи гледам да речеме во опозицијата кај ВМРО ти излегува на 5 нивоа со став дека немаат проблем со таа установа. Сега велат не, тоа за нас неприфатливо, се чини дека ќе го стават ова предвремениве избори датумот како контратежа на ова барање. Ќе дојдеме во таква некоја ситуација. Значи Миско си прво кажа додека сум јас претседател, значи може и да се смени претседател ако се смени преамбулата на уставот. Втора работа исто и тоа мисля ќе биде прашање, че ја се треба двотретинско мнозинство на два пати да се глака ако се смени преамбулата. Така што веројатно ќе престо некој си преговори. Ако тоа се усвои, ние тоа го прифатиме дека натаму, се правиме симулација, нели? Морам да кажам сега, Рубин, за непристојно оговараме неприсутни луѓе, меѓутоа за друго се работи на ниво. Симулации правиме. Да. ВМРО ДПМН повторно не ја разбира позицијата во која се наоѓа веќе по трет пат во овој историски развој, дека и наетење од овој вид за проблеми кои што се решливи, а потоа претварање на тие проблеми во не знам како непремостливи разлики, на крај секогаш високата цена тие ја плаќаме. И не знам како таа политичка лекција не ја научија. И граѓаните, не само тие, и граѓаните. Да, се разбира сите ние, но во политичка партиска смисла тие ја плаќаат цената. Замислете се што тоа најло смог кој беше, нели Мицотакис, Република каде заграда Скопје, и тоа само за да двореште го постави, така ли беше? Тој прилог кога се оби која беше таму. Па јас вчера реков на еден настап дека овој предлог француски е можда се потоа што ќе следува ќе биде полошо. И таа лекција научивме. Секогаш првите предлози се многу подобри од оние последните кои ги преговараш. Иако јас малку на мојот профил два пати се нашали, прво доаѓа предлогот од земја што не ги призна националните малцинства, тоа е Франција. Така, да. И многу е занимливо тоа, сега таа теоретска дискусија, бидејќи Франција е едно од најмултикултурните, мултиетничките држави, а не признава бидејќи е творецот на етничка држава.
национална. Национална. И в тоја работа, дали во тој сарказам, дали го праша Бадентер. Дали Робер Бадентер за работа. Затоа што прилично, ако тоа се до пробеда, ќе се нарушат големи работи од Охридскиот, мислам, нема се нарушат, треба да се дополни после Охридскиот договор, поготово тој став за комитетот за меѓунаrodниците, треба да се прошири составот. Бадентерот множество не се загрозува. Значи, некои се слушам дискусии, ќе се загрозува тоа, не се загрозува, тоа што треба множество двојно гласање на пратеничество помалу од немнозинските заедници, треба половина. Значи, утре да имаме една тамо и полја како има, не е битно, значи, ништо не се загрозува тоа Бадентерот. Меѓутоа, комитетот треба да се прошири после, кој во случај не е ни функционален кај нас тој комитет. За жал. 20 за жал. Добро да 20, само тука ќе некои се последици. Иначе пак ќе кажам за акционен план ние имаме че готов стратегијата за едно општествено интегрирање. Треба се нормално се на 3 години помина, треба се пак да се надогради, меѓутоа готов диет акционен план нас. Рубин Земун, партија за општествен и економски напредок на Македонија, поен. Да. Во сабота имате конгрес, тој ќе биде изборен, ќе видиме што ќе биде резултатот на конгресот. Демократска партија. Па се слушаме, се гледаме и од идната недела натаму, бидејќи овие теми нема да завршат, па макар и од Десеновска, ако треба ќе се да враќаме на слични. И посакувам мислам на вас убави летни одмори. Така е. Па убаво е да се опушти. Благодарам многу, Рубин. Јас имам и Симонида Кацарска денеска подоцна малку во програмата, бидејќи тие вчера излегува и со малку покритичен став кон целата оваа ситуација и така. Вчера велам на 5 телевизии имаше разни се разбира, така што ќе биде занимливо и со неа да се продискутира, говориме за овој француски предлог и што е сета ситуација.